Почитувани гледачи, вие ги следите вестите на програмата на Канал Виз. Веќе забележувате гостин во студиото е пратеникот од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Костадин Костадинов. Пратениче, добре дојдовте во вестите на Канал Виз и благодарам што се озвавте на нашата покана. Благодарам на поканата, чест ми е да бидам ваш гостин. Поводот е тоа што коалицијата за Европска Македонија на некој начин јавно најави својата кампања за престојниот референдум кој што ќе се случи на 30 септември, кога македонските, односно граѓаните на Република Македонија ќе се изјаснуваат по референдумското прашање. И се разбира, вчера и самиот премиер рече дека се отвараат новите перспективи доколку биде успешен референдум. Првото прашање до вас, пратениче, зошто граѓаните на 30 септември да излезат на референдум? Така. Благодарам уште еднаш за поканата. Поставивте едно исклучително добро прашање. Се наоѓаме пред можеби најголемиот предизвик во историјата на помодерната историја на Република Македонија. Предизвикот наречен интеграција на нашата држава во Европа и во НАТО. Зошто е толку битно и зошто ние толку многу се залагаме и ги буквално им кажуваме на граѓаните дека треба да излезат, треба да го поддржат ова прашање. Конечно после 27 години треба да се надминеме самите себе си по потпишувањето на спогодбата со Република Грција и да конечно видиме дека за Македонија постои подобра варијанта, која што се вика НАТО, која што се вика Европска унија, затоа што навистина отвара многу перспективи пред се за граѓаните на Република Македонија. Она што морам да го напоменам во моментот, тоа е дека ова прашање, овој референдум, не е заради Ване, заради Коста, заради СДСМ. Ова е над сите интереси, над партиските интереси. Ова е прашање за иднината на граѓаните и за иднината на нашата држава. Конечно, после толку многу време, да имаме можност Република Грција навистина да не признае како држава. Конечно, имаме можност. Иако сите влади го договарале, никој не успел да го договори да го договори македонскиот идентитет. Сега имаме апсолутно заштитен идентитет со кој што можеме и имаме апсолутно право да се гордееме, конечно, еднаш за секогаш признаени од сите. Ние ќе бидеме македонци, прифатени од цел свет, ќе зборуваме македонски јазик, кој што е многу битно, и конечно, ќе се интегрираме во Европската унија. Почнувањето на преговори со Европската унија значи отварање на европските фондови, значи влез на многу странски инвестиции, значи зајакнати институции. Знаете, порано со какви ли не проблеми се справувавме овде во сопствената држава. Сега, конечно, тие работи ќе завршат. Многу пати од опозицијата знаат да обвинат, ама ајде да видиме баш дали веднаш ќе не примат во Европската унија. Не е суштината во тоа веднаш ние да бидеме примени во Европската унија. Напротив, преговорите се убав процес кој што треба да започне, затоа што токму тогаш се чувствуваат вистинските предобивки од интеграција во една таква унија каква што е Европската унија. Тогаш се отвараат фондовите, тогаш се отвараат пазарите. Замислете, почнувањето на преговори, влезот во Европската унија, значи пласман директно на нашите производи на пазарот 500 милиони потрошувачи. Можете ли само да замислите што значи тоа за економијата? Значи стабилност, а стабилноста значи многу инвеститори и инвестиции. Интеграцијата во НАТО, зашто добивме покана за наредната година, значи токму тоа. Конечно стабилност за државата, конечно да бидеме навистина држава, да бидеме заштитени, да имаме гаранции по безбедноста, да имаме мир во државата, да бидеме сојузници со големите светски сили, кои што се членки на НАТО. Како што реков, да ги почувствуваме и ние, македонците, бенефитите од тоа да бидеш дел во едно такво европско семејство како Европската унија и во едно светско семејство како што е НАТО алијанса. Опозицијата, иако се уште нема изградено став по престојниот референдум, често пати знае да каже дека овој договор од Преспа е штетен за Република Македонија и дека е најлош можен договор, бидејќи се губи македонскиот идентитет, се губи македонскиот јазик. Сметате ли дека со самиот договор се зацврстува македонскиот идентитет? Знаете како, Вана, јас и во почетокот на моето обраќање спомнав. Ова прашање е над сите нас.
ова прашање е над СДСМ, ова прашање е над ВМРО ДПМН, ова прашање е над ДУИ, ДПА, БЕСА и да не ги набројувам. Не смееме, ние политичарите, да го политизираме ова прашање за иднината на нашата држава, на нашите граѓани, да го исполитизираме со цел да поентираме, па може би најлесно за нас беше да го оставиме прашањето. Еве и ние ќе се чукавме во градите и ќе викавме не, името не го даваме, ние сме антички македонци. Најлош можен договор. Јас сум бил во неколку дебатни емисии со мои колеги од ВМРО ДПМН и секогаш сум ги прашал едно единствено прашање. Кажете ја, слободно кажете ја алтернативата. Кажете го начинот. Кажете го вашето мислење. Тие не обвинуваат дека не биле вклучени во процесот и така натаму и така натаму. Тоа апсолутно не е точно. Тие беа вклучени во процесот. Нормално, ова влада има мандат од граѓаните за да преговара за овие исклучително тешки теми. Впрочем, како што имаше и минатата влада да преговара, разликата е што владата предводена од Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз го отвори процесот. Процесот беше премногу транспарентен, граѓаните беа во тек за сите случувања до оној момент докаде имаше доближени ставови. ВМРО тоа не го правеше. ВМРО ДПМН преговараше по телефон. Имавме прилика од бомбите да слушнеме како Антонио Милошевски со Груевски преговарат, што е поприфатливо за нив двајцата. Што за мене не е решение. Иако Социјалдемократскиот сојуз во тие моменти им даде пас и рече: доколку договорите нешто кој ќе биде навистина од интерес на државата и на граѓаните, ние сме спремни да поддржиме, доколку има конкретен договор. За жал, немаше само од една проста причина. Добивање на политички поени. Ако сакаме да политизираме, ние сме спремни да ги ризикуваме, буквално да ги ризикуваме нашите политички кариери. Но во интерес на државата. Може би, на прва кога се отвара прашањето, е тешко да се размислува, станува збор за промена на име и така натаму и така натаму. Но дали имаме алтернатива? Дали има во моментот подобро решение од тоа? Дали не треба да го имаме во предвид фактот дека решаваме спор со Република Грција, која што е веќе членка во Европската унија и во НАТО. Појдовната позиција на Република Грција и на Република Македонија апсолутно не беа исти. При тоа, при цела таа констелација, успеавме да договориме нешто, да го заштитиме јазикот, да го заштитиме идентитетот. Првично, Грција и политичарите таму не се согласуваа воопшто да зборот Македонија биде содржан во новото име. Тоа го издоговаравме, се согласија и политичарите од грчката страна, и тие се спремни да го решат спор, затоа што решавањето на овој спор нуди перспективи за Република Македонија, но и за Република Грција. Направивме фер договор, заштитивме тоа што е свето да се заштити. Идентитетот, јазикот. При тоа, името Македонија е содржано во новото име, кое што на 30 септември граѓаните ќе имаат можност да се одлучат дали со решавање на спорот со Грција сме спремни да го смениме името, а со тоа да се интегрираме во Европската унија и НАТО. Јас жалам искрено што во овие моменти, крупни, тешки за државата, кога ние политичарите треба да покажеме најмногу одлучност. И еве, најголемиот број политички партии сме веќе дел од една коалиција за поддршка на референдумот. Но најголемата опозицијска партија тактизира. Зошто повторно? Зошто повторно за такви осетливи прашања да се тактизира, да се политизира со цел да придобиеме политички поени? Не. Времето ќе суди дека навистина правиме нешто конкретно и навистина со отворено срце ги повикуваме и опозицијата, и нивните членови и симпатизери да излезат и да поддржат. Може би, ако се спротивставени, ако сметат дека овој договор не треба да помине, нека излезат, нека гласаат против. Да имаме аргумент, ние политичарите, кога ќе треба да се прават уставните промени во собранието, да имаме аргумент и да имаме кредибилитет како да одлучуваме. Јас сум апсолутно убеден, согласно и анкетите кои што ги гледаме и кои што ги правиме и она последната од ИРИ, мнозинството народ е за решавање на ова крупно прашање еднаш за секогаш. Еднаш за секогаш да станеме нормална држава, интегрирана во Европската унија и во НАТО. ВМРО ДПМН, простете Костадино, ВМРО ДПМН се уште тактизира за и околу нивните
чекори во врска со референдумското изјаснување. Лично ако ве прашам, што сметате? Пицковски рече на 10 дека ќе го соопшти ставот. Каков ќе биде ставот на вашите политички опоненти? Ќе ја надминат ли она што рековте дека треба да биде надпартиско ова изјаснување, дека е во интерес на Република Македонија, или сепак ќе останат на ставот дека, еве, како што велат тие, дека договорот е штетен? Лично ваше размислување и убедување. Јас искрено имам некоја нишка надеж дека разумот ќе преовладее, дека навистина ќе се освестат. Без разлика на политичките притисоци кои што ги имаат внатре во партијата. Колку и да се тешки, има некои структури кои што се за бојкот, има некои структури кои што се за излегување на референдумот, но да се гласа против. Има и такви структури, добар дел, кои што го поддржуваат договорот, затоа што знаат дека договорот е фер, го препознаваат, го прочитале, го разгледале договорот, гледат дека нема ништо штетно по државноста, по граѓанството, по државата како Република Македонија. И таа една структура од ВМРО-ДПМН ќе излезе и ќе го поддржи договорот. Но немањето став на највисокото раководство, на најголемата опозицијска партија, морам да споменам дека е несериозно. Ова е држава, треба да размислуваме државнички, треба да бидеме државотворни, без разлика на нашите разлики во нашите ставови кои што ги имаме. Тоа вреди да се политизира. Тука треба да се надмудруваме со проекти, со идеи. Но нешто што е стратешки интерес на државата, нешто што значи интеграција на државата, нешто што значи отворени граници, отворени пазари. Никој нема право да го тактизира, да го политизира и уште толку да се обидува на целата таа поделба која што имавме во општеството. Да пробува пак на мала врата да го протне таа поделба, мислејки дека тоа ќе му донесе некакви поени на наредни избори какви и да се. Имаме ли гаранции, ако имаме успешен референдум, дека Македонија ќе биде членка на НАТО и дека успешно ќе ги помине, бидејќи пристапувањето кон Европската унија е еден процес кој што трае малку повеќе? Имаме ли гаранции со успешен референдум? Ване, доаѓањето на сите тие политичари, доаѓањето на генералниот секретар на НАТО, доаѓањето на Федерика Могерини, доаѓањето на Јоханес Хан, испраќањето на покана до Република Македонија за отпочнување на преговори со Европската унија за една година, влез во НАТО за една година. Сето тоа значи гаранција. При тоа не чека многу работа. Не чека работа, не чекат многу реформи кои што треба заеднички. Како народ, ете ќе ги тргнеме политичките партии на страна. Како народ треба да се избориме да ги спроведеме. Најголем товар секако ќе има мојата партија која што е владеачка со коалицијата, затоа што таа ќе биде директно вклучена во реформите. Јас верувам во капацитетите кои што ги имаме како влада, како парламентарно мнозинство во собранието, да ги спроведеме овие крупни одлуки. Колку и да се тешки, но ако значат подобар живот за граѓаните, нема ништо што е тешко и нема ништо од кое што ние би имале потреба да имаме некакви прашалници во главата. Најмалку да политизираме и да се обидуваме да профитираме со некакви политички поени, а на штета на граѓаните. Пак ќе повторам, треба да бидеме сериозни, затоа што ние политичарите, ќе повторам, ние политичарите земаме плата од джебовите на граѓаните на Република Македонија за да носиме одлуки. Не за да не носиме одлуки, не за да нешто бојкотираме, не за да јас го напуштам парламентот и немам став по одредено прашање. Не, напротив. Јас треба да имам став во име на граѓаните, да го кажам ставот и да донесам одлука за доброто на граѓаните. Добро, ги спомнуваме граѓаните. Реално, што ќе почувствуваат како бенефит, како придобивка обичниот граѓанин од членството во НАТО и Европската унија? Еве, велите дека се отвараат перспективи. Значи ли тоа подобро здравство, подобро земјоделство? Не знам. Апсолутно. Вие сте Европската унија до сега има вложено 90 милиони евра како земја членка која што сака да се интегрира во Европската унија. Почеток на процесот на преговори значи отварање на многу фондови. Оваа сума, до сега ако било 90 милиони евра, значително ќе се зголеми. Ова значи инвестиции во инфраструктура, инвестиции во здравство,
инвестиции директни во делот на водовод, канализации, градинки, во делот на образованието. Сето тоа значи бенефит за граѓаните, не значи бенефит за мене како политичар или за Зоран Заев како политичар или за Мицковски како политичар. Не. Директен бенефит од интеграцијата во ЕУ и НАТО ќе имаат граѓаните. Ќе биде најпрвен во институционална форма, во зајакнување на капацитетите на државата, но ќе имаме директни инвестиции, директно финансирање и инекции за државата. Мора да земеме во предвид, знаете са, ние во парламентот многу често со опозицијата, со колегите од ВМРО ДПМН, знаеме на одредени комисии да дебатираме и да дискутираме. Велиме, обично не обвинуваат колегите од опозицијата, велат, еве сега и вие се задолжувате. Зошто не критикувате кога се задолжуваме? Прво морам да кажам, ние не сме против задолжување. Знаеме дека задолжувањето наменско е во ред. Но сме против и сме критикувале кога ги задолжуваме граѓаните за да градиме споменици или да градиме жални врби или да градиме галии во Вардар. За тоа апсолутно ќе критикувам. Кој да го направи тоа, јас ќе го критикувам. Но ако се задолжуваме за инфраструктура, ако се задолжуваме за зајакнување на капацитет, тогаш не можам да имам против. На крајот на денот мора да имаме во предвид. Претходната влада нанесе сериозни финансиски проблеми на оваа држава, а тоа значи на граѓаните на оваа држава, на Република Македонија. Еден процес, да се навратам на тоа што го дискутираме со колегите, еден процес економски е завршен кога јас одредено нешто го испорачувам, ти ми испорачуваш фактура, и јас ја плаќам фактурата, тек тогаш процесот е завршен. Зошто го споменувам тој пример со економијата? Токму тоа се случува во Република Македонија. Достасуваат фактурите од лошото владење. Македонија треба да врати до 2021 година близу 800 милиони евра. Тоа не се мои пари. Така. Тоа се наши пари, на граѓаните. Пари на сите. Мораме да најдеме начин да ги вратиме. Како да најдеме? Имаме начин, знаеме. Затоа викам. Пред да одлучиме да излеземе на референдум, треба сами на себе да си ги поставиме тие прашања. Не должат ВМРО и СДСМ. Должи државата, должат граѓаните. Немаат и убава иднина само партиите. Имаат убава иднина граѓаните. Има убава иднина државата. Да се спречи иселувањето. Тоа треба да го размислиме и јас сум сигурен. Граѓаните имаат ставено прст на чело. Имаат добро размислено. Имаат одлучено дека на 30 септември ќе излезат и ќе го поддржат договорот и ќе гласат за македонската иднина. Да, и премиерот Зоран Заев рече дека граѓаните тие кои што треба да се слуша гласот, независно може да се изјаснат и против. Колку што можам да генерализирам, поентата е да се излезе и да се го кажат својот став, да нема бойкотирање. Барем тоа колку што разбрав. Камбовски неодамна рече дека кампањата и уфрлувањето во јавноста да се бойкотира референдумот е и кривишно дело на некој начин, бидејќи се алудира на кршење на одредени закони. Сметате ли дека бойкотот е решение кој што не оди во прилог на евроатлантската интеграција, преку кој што граѓаните нели сепак можеби пренесуваат нека порака? Најпрвин морам да споменам дека референдумот е врв на демократијата. Даваме можност за избор на граѓаните да се одлучат дали се за или се против. За мене како човек сметам дека бойкотот не е начин како јас да го изразам своето мислење практично, не изразувам никакво мислење. Јас практично како човек доколку бойкотирам немам сопствен став. Не би го коментирал професорот Камбовски, тој е многу стручен, многу искусен правник и професор секако. Но сепак ќе кажам, бојкотот не е начин, нити е алатка како граѓаните би можеле да го изразат својот став. Апсолутно алудираме на тоа. Се што мислиме, дали сме за или сме против, или имаме некакви дилеми, за да донесеме некаква одлука,
Треба да го прочитаме договорот. Имаше една анкета која што покажа еден многу мал процент на оние граѓани кои што го имаат прочитано договорот. Сметам дека мора да бидеме како граѓанство посериозни во тој дел. Решаваме крупно прашање за државата, историско прашање. Мора да посветиме барем 1 сат од нашите животи. Пред да одлучиме како ќе ја скроиме судбината на државата. Не одлучува овде СДСМ, не одлучува овде ВМРО-ДПМН. Граѓаните одлучуваат за сопствените животи, граѓаните одлучуваат за сопствената држава. И во кој правец ќе се движи? Во кој правец ќе се движат? Наше е како политичари да го спомнеме бенефитот доколку помине референдумот како што треба, доколку се спроведат уставните промени во собранието, кој е бенефитот кој што ќе го имаат истите тие граѓани. Да ги убедиме стварно дека ова што го зборуваме, искрено веруваме во тоа. Дека навистина е алтернатива. Какви се реакциите, извинете Костадинов, немаме многу време, какви се реакциите кај граѓаните? Спомнавте дека многу мал процент го покаже испитувањето неодамна дека се информирани за договорот. Како ве примаат граѓаните? Дали на некој начин веќе ставаат на вага што значи членството во Европската унија и НАТО, што значи доколку излезат против да се изјаснат, а што би значило доколку не се излезе на некој начин и да нема став преку тај процес на бойкотирање? Ние од вчера официјално ја почнавме кампањата. Морам да кажам дека јас бев во посета на општина Босилово, после во општина Новосело. Сметам дека граѓаните имаат расчистено веќе. Јас ви кажав за анкетата за тоа што се информирани колку го имаат прочитано, но генерално од тогаш помина можеби месец и пол, 2, граѓаните генерално веќе знаат за што станува збор. Знаат што значи интеграцијата. И јас праќам апел до оние кои што сметат дека може би решение и да не излезат. Апелирам до нив. Апелирам и до опозицијата. Не е така. Не е решение бојкотот. Мораме да го искористиме нашето демократско право на глас за нашата сопствена држава, за нашите сопствени животи. Не излегувањето на референдумот, бојкотирање во најлоша, најпесимистичка варијанта да не успее референдумот. Значи префрлање на одговорноста на институциите, за кои што институции граѓаните ни дале право и плати да одлучуваме. За тоа треба добро да размислиме. Граѓаните, пак ќе кажам, мнозинството граѓани се одлучни да еднаш за секогаш го решиме овој проблем, се интегрираме во НАТО и во Европската унија и конечно да живееме нормален живот како што живее цела Европа. Костадинов, јас ви благодарам што бевте гостин во вестите на Канал Вист. Успеавме да разјасниме одредени дилеми за и околу договорот кој што го имате, но и кампањата кој што ја почнува и ќе ја почне наскоро, ако не се лажам и вечера туку, коалицијата за Европска Македонија, се со цел да бидат презентирани бенефитите и да се разјаснат одредени нејасноти кај граѓаните кои што се уште немаат изградено став, а како што рековте, без став не смее да се има кога станува збор за иднината на Република Македонија. Уште еднаш ви благодарам што бевте гостин во вестите на Канал Вист. Почитувани, тоа беше Костадин Костадинов, пратеник од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што од вчера отворено ја најавија својата кампања преку коалицијата за Европска Македонија.